Да, се враќаме во студиото, како што кажавме, тука со нас е Христијан Бузалковски, познат македонски мототркач. Прво, добро дојдовте во студиото, Бузалковски, да прашам дали е точна терминологијата, така ли се вели? Мототркач или како? Мотоциклист, мототркач. На кој како ќе му дојде така? Така, во реде, да. Како сте, што се случува, еве да почнеме со едно генерално прашање во моментов, како сте, зашто се подготвувате, што имате активности во моментов? Така, пред се, добро дојдов, поздрав до вашите гледачи. Па моментално се подготвуваме за сериозен подвиг, како за мене, за мојот тим, така и за Македонија. Земавме учество на најтешката трка во светот, тоа е 24 часа Леман. Така да моментално еуфоријата е голема и во тимот и кај мене, така да се подготвуваме како да сме биле како секоја година да одиме на Леман. Толку ни се тешки тренинзите, а добро не знаеме каде одиме. Така да уште не сме тргнати, јас сме под некои големи импресии за тоа што не знаеме што не чека и се надеваме дека све ќе помине во недобар ред и ќе се подготвиме како што треба. Да, вие и како што прочитавме Синиша Кочовски, кој е член на друг клуб, така? Така. Вие сте двајцата македонски тркачи кои ќе учествувате на World Endurance Championship, светски шампионат во издржливост. Да. Можеме да го преведеме така? Да, тоа е светски шампионат, како што е нели светски шампионат MotoGP и World Superbike. Тоа нели со прототипови со серијски мотори на оние спринт трки од по 15-20 круга, така да ова исто светски шампионат кој што се одржува 24 часа, трката трае 24 часа, се вози доколку сме во класата Superbike возиме тројца возачи, а доколку сме во класата Super Stock се натпреваруваат 4 возачи и на 24 часа се менуваат. Од прилика еден стинт, како што јас знам, како што ми имаат кажано, бидејќи нели се уште не сум бил на толку силен натпревар, еден стинт трае од 50 до 55 минути, така да возиме. Што е стинт? Стинт е едно излегување. Аха. На патеката, нели, влегува еден возач во пит-стоп, се симнува од моторот, се качувам јас на моторот, возам 50 минути, се симнувам, се качува друг и така 24 часа. И вие, значи, ќе се минувате 24 часа, вие 24 часа, четворица, без престан. Четворица. Да, моторот не се гаси. Се гаси само кога влегува во бокс, за да се стави гориво и се продолжува пак. А во спиење, одмор, како? Ќе видиме. Како што јас знам и како што гледам видеа, се спие по 1 сат, по 2 сати, максимум. А бидејќи има 4 возачи, значи ви имате 3 часа, да речеме, од првиот до четвртиот. Да, ако биде све како што треба. Може да се случи некој да се повреди, па да остане да возат тројца. Не да Боже, може 20 да се повреди, да мора 20 да го тераат сите 24 часа. Тоа е затоа се вика најтешката трка на светот. Како што е кај нас повеќе беше опфатено Париз Дакар, нели го имаше и по телевизија го имитува. Ова е истото, само на таа трка трае еден ден и трае 24 часа и е на асфалт, не е на земја. Така да ќе биде многу тешко, не знаеме што не чека, затоа што пак ќе кажам, ние сме првите двајца македонци кои што ќе одат на волку силен натпревар и ќе видиме што ќе се случува. А чекайте сега, а кои се другите двајца? Бидејќи велите четворица, кои се другите така, двајца? Другите двајца се чеси, бидејќи ние, јас и Синиша влегуваме во тим, во чешки тим, добивме понуда, влегуваме во тој тим, тек сега на 1 април ќе имаме официјално запознавање со тимот и ќе имаме официјален тест на патеката Леман во Франција и тоа ќе се запознаеме со остатокот од тимот. Значи дека 24 Леман не е национално, туку тимско надпреварување? Или како е организирано? Светско надпреварување на тимови. На тимови, значи не е на нации? Не, на тимови. тимови. Поразлично не е како во ракометот, пример Македонија против Франција, против Белгија, не, тука се тимовите, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki и така натаму и така натаму. Да. Добро, кажи ни ти што возиш инаку, тука што ќе возиш во Леман и што возиш инаку? Така, бидејќи јас се надпреварувам и на европски патеки и на европски надпреварувања, сега за прв пат ќе земам учество на светски, така да на Леман ќе возиме со Kawasaki, бидејќи тимот вози со Kawasaki, а на европските надпревари се надпреварувам со BMW од 1000 кубни сантиметри. Тоа се брзински мотори, така? Зборуваме за моторски. Ти значи возиш брзински мотори, исклучиво, така? Да. Не возиш, да речеме, рели, не возиш таков тип брзински. Стрикно брзински на стаза.
Има ли некаква, да речеме, во мотоциклизмот градација на тежина, ајде да речеме? Што е потешко, што е полесно, што е врвот? Така, на рангирање на шампионатите или зборуваме или за воопшто во спортот, да речеме, што се смета дека е најтешко, ајде да речеме, и дека е кремот на мотоциклизмот? Како оди таа градација? Кремот на мотоциклизмот е MotoGP. Како што е Формула 1 во автомобилите, така и ова е MotoGP. Меѓутоа, да стигнеме ние во MotoGP, тоа е невозможна мисија. Зошто? Затоа што таму тие што пратат MotoGP знаат дека таму е Шпанија, Италија и по некој од страна ако дојде, не знам, од Австралија, од Австрија, некои такви земји кои што ќе има само по еден возач, пример мора да има од Јапонија некој возач од тие земји, чисто за да ги има наброј за да биде светско. Сите знаеме дека MotoGP е Шпанија и Италија. Таму финансиите имаат преголема улога, така да таму тимовите кои што сакаат да ги имаат возачите ги добиваат, тие одлучуваат колку сакаш, може да бидеш добар, ако тимот не те сака, едноставно ако не гледа интерес во тебе, едноставно не те зима. Едноставен пример од претходната сезона ги имаме Хорхе Мартин, актуелен MotoGP шампион, не доби фабричко место во Дукати, го зема Марк Маркес, само затоа што Марк Маркес е по-добар за маркетингот. Бидејќи Марк Маркес е 8-кратен светски шампион, а Хорхе Мартин сега допрва ја освои титулата, така да тие моменти таму имаат голема улога, така да ние сме на мала земја, не само ние и земјите од Балканот многу е тешко да дојдат во MotoGP. Можеби има некој што ќе вози Red Bull Rookies Cup, тоа е пре Moto3, оние помалите фази, но меѓутоа да стигне до MotoGP е невозможна мисија. Да, тоа е, се разбира, врвот за големи држави, за големи пари, како што велите. Сега, во однос на нашата држава, како е организирано мотоциклизмот, мототркањето? Имаме ли, не знам, лига, имаме ли надпревари? Како е сето тоа организирано кај нас? Па кај нас имаме домашни шампионати и потоа ние, нели, секој возач кога ќе освои неколку пати, мислам тоа е мое лично мислење, не мора нели да секој да го прифати, ама јас функционирам на тој систем кога нешто ќе го освојам, не гледам поента тука да се задржам и да бидам 10 пати државен шампион. Мене мојата цел и мојата фокус е да се надпреварувам на интернационални, на европски и со Господ напер на светски надпревари. Така да имаме домашен шампионат кој што се одржува надвор, бидејќи ние немаме патека кај нас, нели, каде што можеме да се организира трка од тој вид. Така да до сега сум 5-кратен национален шампион и веќе од лани не го возиме домашниот шампионат, затоа што заедно со тимот одлучивме да дадеме шанса на другите возачи кои што ќе сакаат да возат, да може да се докажат нели на домашната сцена, за да земат замав и мотивација за да идат на интернационални, на европски, па зашто да не и на светски надпревари. Така да веќе од минатата сезона, 2024 година, не го возиме домашниот шампионат, се фокусиравме само на европските надпревари и еве оваа година ќе пробаме да се квалификуваме на најтешката трка на светот, односно 24 часа Ле Ман. Тука ви е значи повторување, вие сега ако сте освоиле се што има да се освои, сега токму цело време кога станува збор за домашната сцена, да. Јас бев шампион во 600 кубни сантиметри, како се префрли во 600 на 1000 кубни сантиметри, бев во првата година шампиони. Може ќе звучи така малце, не ме фасцинираат толку домашните шампионати, затоа што целта ми е не ми е предизвик, целта ми е да се надпреварувам на Европска лига и на интернационална лига, затоа што тој труд мислам дека повеќе се цени и повеќе има тежина тие медали, затоа што нема поента јас сега 10 години да бидам шампион, едноставно нема предизвик тука. Мене предизвикот ми е подобро да бидам брз, ама да бидам 5, 6, 7 на некој повисок шампионат, него да бидам со послаби времења да бидам прво во Македонија. Јас така функционирам и така мислам дека треба да функционира секој ден кој што сака да оди напред. Да, за напредување се разбира, бидејќи се работи за прилично опасен спорт, да речеме, какво ви е тука искуството? Сте имали некои повреди или незгоди?
апсолутно секој кој што се занимава со овој спорт знае колку е опасно. Опасно звучи од таа страна кога некој не го прави тоа, затоа што многу е побезбедно кога возиме мотор на тркачка патека со тркачка спецификација, него кога ќе видам некој пулица како вози мотор, како диве без кацига, без опрема, без мотор добро подготвен, асфалтот не е ист како тој што е на патеката, така да ние на стазата сме многу побезбедни од него ако со истиот мотор се, нели, со таа кубика се вози по улица, така да не е толку опасно колку што изгледа од страна, но сепак има, нели, некоја екстремност во овој спорт. Дали има повреди, ја мислам дека секој кој што се занимава со ова имал падови. Мотоциклизмот се дели на или си паѓал или ќе паднеш, така да ако ние влеземе во ово и очекуваме дека никогаш нема да паднеме или никогаш нема да се повредиме, тогаш подобро да не го почнуваме. Тоа исто како, не знам, кошаркарите, ракометарите, фудбалерите да очекуваат дека никогаш нема да измести зглоб, никогаш нема да го повреди рамото кога при шутирање или фудбалер да не истегне тетива или препона. Така да истото и во ова, секој спорт има своја тежина. Досега сум имал неколку повреди, имав скршеница на раката, на зглобот на ногата и ден денес едниот зглоб ми е поголем од другиот последица од тоа потрес на мозок, но јас мислам дека тоа е составен дел од овој спорт и помирен сум со тоа дека има и ќе има повреди во иднина, но тоа е тоа. Од оно што го гледаме на MotoGP, бидејќи ги спомна кога се вози на стаза, на оние професионални стази, оние одела, гледаме дека имаат секаков тип на заштити, или едноставно кога ќе падне ќе легне само на грбот и така се лизга, да речеме. Зависи од падот, ако е low side, оној момент кога передното тркало го губи контактот со асфалтот, тогаш е low side, паѓаш и само се склопуваш и чекаш да застанеш додека, нели, клизаш по асфалтот или во песокот или тревата, што и да е. Оделото обезбедува заштита, така? Да, оделото мора да ги има тие безбедносни ознаки кои што, нели, секој одело треба да ги поседува, бидејќи ние секој пат пред да одиме на еден тркачки ивент, на еден тркачки викенд, имаме еден ден претходно технички преглед, каде што се прегледува буквално моторот, се прегледува целата опрема на секој возач поединечно и доколку ти според правилникот ги исполнуваш тие работи кои што се задолжени во правилникот да ги имаш одделото, кацигата да ти биде со фим ознака и сите тие безбедносни системи, си поминуваш технички и го започнуваш, нели, тркачкиот викенд. Да, какви се кај нас условите? Каква е инфраструктурата? Имаме ли услови за нормално да вежбаш, да тренираш, да напредуваш? За брзински мотоциклизам немаме, бидејќи немаме ние патека каде може да тренираме. Немаме ниту една стаза ние за брзински мотоциклизам? Немаме пат. Најблиската ни е во Грција, во Серес, и таму одиме буквално вчера бевме на тренинг во Серес. За да направиме еден тренинг, нас ни треба да станеме, пример, во 5 часот на утро, да отидеме до Грција 250-70 километри, да направиме еден тренинг и да се вратиме уште 250-60-70 километри. Значи ние правиме 500 километри само пат, за да отидеме да истренираме и да се вратиме. И немаме друг нема друг начин. Тоа нема поблиску нешто? Не, тоа ни е најблиску. Следна станица за тренинг ни е Риека, Хрватска, таа ни е на 1000 километри во правец. Подалеку. Да. Има ли нешто, се зборувале во државата, нешто да се направи, да се во однос на тоа? Бидејќи претпоставам дека таа стаза може да се искористи и за автотрки и за мототрки. И за автомобили, за мотори, не само за трки, таа може да се искористи и за секојдневни тренинзи. Вчера бевме ние во Грција, имаше 7-8 коли рандом што возеа и имаше околу 20 на мотори. Сите тие плаќаат за да возат еден ден. Еден ден чини околу 100 евра само да влеземе на стазата. Така да доколку се направи кај нас патека, јас сум убеден дека тоа ќе биде инвестиција која што ќе биде повратна. Нема да биде повратна за една година, но меѓутоа за 5 до 10 години таа стаза ќе се исплати, затоа што тука ќе доаѓаат и возачи од Србија и од Бугарија и од Грција и тука кога ќе се направи, кога ќе можеш ти да организираш и шампионати, и дали се за автотрки, дали за мототрките, ќе доаѓаат многу странски возачи за да тренираат и да ја научат патеката. Тука ќе оставаат и финанси, нели, за тренинг, тука ќе се развие цел мотоспорт, ќе се развијат и тука ќе можеме да правиме конкуренција помеѓу брендовите Kawasaki и BMW. Сега, пример, ние тука имаме продавници Kawasaki, BMW, Suzuki, Yamaha, но меѓутоа никој не дава поддршка. И единствената причина е ние немаме патека.
Се дали е тоа вистинската причина, не знае. Значи, вие како се надпреварувате вие и останатите клубови, кога посебно за меѓународни такмичења, имате ли спонзори, имате ли поддршка тука? Дали од државата има некоја поддршка? Па да, морам да кажам дека и да поздравам иницијативата затоа што од ова сезона добиваме многу посериозна поддршка од благодарение на Министерството за спорт и министерот Борко Ристовски. И мислам дека работите почнуваат да се движат во една поубава насока, затоа што мислам дека сега ќе се препознаваат оние вистински спортисти, ќе се вернуваат оние спортисти кои што навистина заслужуваат и даваат се од себе за да направат што е можно подобар успех и да ја представат Македонија на едно повисоко ниво кога станува збор нели за европските и за светските шампионати. Да, значи добивате материјална поддршка, добивате каква? Да. Сега зборувам како клубови. Да, ние добиваме финансиска. Да. Таква поддршка не треба нас. Тоа ви помага. Да. А инаку има ли спонзори? Па се трудиме. Тешко е да се најдат спонзори, но нели, јас викам кога нешто толку многу го сакаш и го посакуваш, Господ ги реди работите, така да се трудиме да имаме и буквално константно секојдневно сме во потрага по нови спонзори, им презентираме програма, со што се надпреваруваме, каде се надпреваруваме, од каде сме почнале, каде сме стигнале, така да од година во година напредуваме и во тој сегмент кога станува збор за спонзорите и се надевам дека ќе бидеме уште подобри, уште поподдржани, затоа што ова е спорт каде што финансиите секогаш имаат многу голема улога. Пример, ќе прашам колку те финансии требаат. Јас можам и со толку финансии, со толку и со толку. Ова е спорт каде што и можеш да потршиш ти $500,000 годишно на интернационални шампионати, а можеш и со 50-100,000 евра да затвориш на сезона. Така да од финансии никогаш доста, бидејќи секоја година на секој 6 месеци излегуваат нови апдејти на моторите, нова електроника, нова предница, други тркала, други делови во машината, други пластики. Буквално цело време ти доколку сакаш да го пратиш тој момент на девелоп на сите тие делови, треба да имаш многу финансии, само да инвестираш. А претпоставам дека дел од својата кариера сте ја финансирали сам? Да, од почетокот, апсолутно. Така, Мене многу ме чуди тоа кога ќе дојдат возачи, пример возат една година, две, ќе кажат, бе, јас немам пари, мене никој не ми помага, мене никој не ми дава поддршка. Чекате моци. Значи, да, тебе ти е лесно, сега имаш спонзори, ти помага спонзорите, Министерството, да, мене сега ми помагаат. Ама мене оваа година ќе ми биде 10-та сезона како влегувам како започнам 10-та сезона во брзински мотоциклизам. Значи, јас првата сезона, втората, третата, петата до 6-та сезона, ние се финансиравме сами. Значи, ние сме работеле по 2 работи, заедно со својот брат, за да се буквално одиме на една трка. Значи, сме оделе со еден джип, имавме едно джипче Freelander 97-8 година, ги вадевме седиштата, внатре го растуравме моторот, го стававме внатре моторот, затваравме и одевме на трка во Романија, 700-800 км во еден правец. Ти седиш на столче и како удираш на дупка, пластиката те мало глава. Меѓутоа тоа луѓето дали не сакаат да го разберат, дали им е полесно така, дали се тешат, не знам. Секој почеток е тежок. Не може ние да очекуваме, сме извозеле една сезона и да очекуваме дека другата сезона, јас сега мора да имам многу спонзори, мора да имам многу пари. Тоа убеден сум дека во ниеден спорт не е тоа така. Сакаат, претпоставувам, особено помладите сега тркачи брз успех. Сакаат веднаш како што веле да дојдат пари, да дојдат спонзори. Па, најверојатно. Мислат преку ноќ. Најверојатно. Не гледаат дека треба време. Луѓето го гледаат само крајот, само моменталниот да го гледаат. Како сега ти имаш мотор, сега ти имаш вака, сега ти имаш. Да, јас почнав така, ама јас да стигнам до овој левел, јас сум искашил раци ноци 100 пати сум паднал за да дојдам до овој мотор кај што го имам сега. Сум почнал со мотор буквално купено 350 евра во кофа. Па сме го склопиле и сме направиле некаков резултат. Но пак ќе кажам луѓето тоа дали не ги интересира, дали намерно не сака да го согледа тој дел почетокот, тоа само они си го знаат. Каков мотор возиш сега? Може да ни кажеш нешто за техничките перформанси? Да, моментално возам BMW S1000 RR, кој е од 2020 година, веќе 5 години е стар моторот, но функционира супер, имаме нови апдети секоја година на моторот и мислам дека уште
една сезона, ако биде секако што треба да го немаме некои посериозни падови, дека моторот ќе си биде во перфектна кондиција, ги е подготвен со деловите кои што ги дава правилникот на ФИМ Европскиот шампионат, а тоа е стандардна шасија, смееме да промениме само бандашите, пластиките, суспензијата и електрониката на моторот. Користиме електроника Алфа која што е направена за тој мотор, за BMW, бидејќи Алфа е сопортер и девелоп на сите тркачки делови на BMW. Така да во глобала имаме солиден мотор. Не можам да кажам дека мојот мотор е најдобар, бидејќи имаме тука возачи од Македонија кои што имаат подобар мотор од мојот, но тоа не е оправдување дали е некој подобар или не, кога станува збор за домашниот шампионат, а кога станува збор за оние европски тимови, тука малку заостануваме, но пак ќе кажам, ние сме земја каде што мотоспортот тек почнува да се развива, тек почнува да трга во една нагорна линија, и се надевам дека во наредните сезони ќе имаме доста добри мотори и возачи, па зашто не и тимови кои што ќе парираат на тие европски тимови. Ти вака во слободно време, ајде да речеме, кога не се тркаш низ град, со мотор се движиш, возиш мотор или не? Не возам мотор, немам ни возачка дозвола. Како тоа? Како може така? Па може, јас се надпреварувам од 16 до 17 години со тркачка лиценца, бидејќи ние на патеката немаме знаци за семафори, лигнати полицајци, крстосници, така да нема потреба од возачка дозвола. Возиме само со лиценци, кои што ни ги издаваат Европската и Светската федерација, и со тие можеш да учествуваш во текот на секоја година. Тие се само за патеките, не можеме ние со тие лиценци да се возиме тука по улици, ако нас овера полиција, ја имам лиценца, имаш лиценца. Добро, сега, како ќе полагаш сега пред комисија, како ќе одиш, кога ќе ти кажа знаеш да возиш мотор, што ќе им кажеш? Тоа е проблемот зашто не одам да полагам, затоа што ќе паднам 2 пати или 3 пати, а знаеме дека проблемот нема да биде, нели? Во тој што е зад дали знаеш да возиш мотор, да? Во основа. Па сум кажал на неколку интервјуа, која комисија мисли дека е поспрема од мене да возиме мотор? Ке седнеме, па ако излезе подобро од мене, тогаш нека ме бутнат. Сега, еве, гледаме дека полицијата најавува засилени контроли низ град, контроли за носење опрема, за брзина на мотори, како се движат, како возат, и ти сами спомна пред малку како се вози низ град. Што мислиш за тоа? Па, апсолутно ги поддржувам. Дури јас сум за да се стави казната за неносење кацига е многу мала, 35 евра. И ако ја платиме одма, на пола ќе му дојде 7-18 евра, да ја платиме 1000 денари. 1000 денари, а кацигата ти го спасува животот. Со 20 на сат не може да паднеш на глава, да се удиш на тротоар, ти толку тука остануваш. Според мене мислам дека казна за без кацига треба да биде 500 евра, 600 евра, затоа што ние така функционираме. Казнене, па после ќе носиме кацига. Најноставен пример, татко ми цел живот моторџија. Ки скочи кацигата на рака, го собре полиција, го казне, сега не ја вади од глава, до продавниците со кацигата на глава. Така да, само и кога дојде до мене, викам, како не ти пиша 500 евра казна? Зашто кацигата ти го спасува животот, а животот не ти вреди 500 евра, ти вреди многу повеќе од тоа. Има огромна разлика дали се носи кацига или не се носи, нели? Најогромна. Сега гледаме дека има и не само мотори, има електрични скутери на сите страни кои се прилично небезбедни, гледаме се паѓа. Да, за тие не треба ни дозвола. Да, не треба ни дозвола, тие се камикази. Падот е пад сепак. Според мене казната за кацига треба да биде најголема. Пред се треба да се гледа некој дали носи кацига, па потоа ти да видиш моторот дали е регистриран или не регистриран. Според мене, покрај тоа што моторот треба нели да биде регистриран, треба да си има возачка дозвола. Првото и највисоко казниво треба да биде неносење кацига. Да, не носиш кацига, 500 евра и одземање на дозволата. Тоа на крајштата влие директно врз животот, тоа е највредно нешто. Тоа ти го чува животот. Да. Кацигата, не де Боже ќе паднеш на ќе се собреме по скали, не де Боже ќе паднеме, ќе удриме на глава, па те боли си изгреван, а не со мотор возиш константно, возиш 50-60 км на час, така да ти со 50 да удриш во нешто без кацига, остануваш тука. Да. Не де Боже. Добро, како што почнавме, така и ќе завршиме 24 часа Ле Ман, кажавте се подготвувате,
Еве уште еднаш за крај, како што е следно, како ќе се подготвувате интензивно сега за тоа и кога точно е надпреварувањето? Така, надпреварувањето е од 17 до 20 април. Значи таа недела тука влегуваат и оние тренинзи и квалификации, каде што ние ќе имаме една тешка задача, ќе треба да се квалификуваме на оваа трка, затоа што нели како и кога станува збор за ракоме за фудбал, нели имаме квалификации, доколку се квалификуваат, влегуваат во шампионатот, доколку не се квалификуваат, си доаѓаат долу. Треба да извозите одредено време, претпоставувам. Да, треба да не касниме 110% од првиот, значи тоа е околу 10 секунди да не касниме од првиот во нашата класа, така да ќе имаме на навистина сериозна задача, каде што ќе треба да се квалификуваме, нели, да го оствариме тоа време и да потоа, од кога ќе влеземе, да издржиме цела трка и да завршиме, затоа што тогаш ќе добиеме, нели, со секое завршување на трката, секој возач добива медал, а првите тројца добиваат пекари. Така да нашата цел ќе биде да се квалификуваме и да ја завршиме трката, да извозиме во целост. Да. Добро, Бузалковски, многу среќа ви посакувам, добри тренинзи, добри подготовки и на крај и добра трка. Па ќе кажам со Господ напред, да се квалификуваме и да извозиме трката, тоа ќе биде еден историски момент и за мене, секако и за мојот, кога станува збор за европските и домашните шампионати и ривал, но меѓутоа сега ќе бидеме тимски колеги Синиша, така да тоа ќе биде еден навистина сериозен момент да имаме двајца македонци кои што ќе се квалификуваат и ќе извозат цела трка 24 часа Ле Ман, така да се надеваме да помине се во најдобар ред. Да, благодарам уште еднаш. Многу среќа, сакаме и ние ви посакуваме. И почитувани, ова беше крај на дебатниот дел.